Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во електронската училница за македонски јазик. Јас сум Мери Крстевска, предмет е наставник по македонски јазик во Основното училиште Свети Климент Охридски од Охрид. Нашата денесна нова наставна единица е временски зависно сложени реченици. За овој час треба да подготвите тетрадка и едно пенкало или молив, бидејќи ќе треба да запишете нешто. Што ќе научиме на овој час, кои ќе бидат целите на часот? Ќе научиме кои реченици се временски зависно сложени реченици, како да ги препознаеме, како да ги образуваме и како да ги употребуваме. Веднаш ќе започнеме со 3 примери, кои што сега јас ќе ви ги прочитам. Предстемнување, пешача по патеката. Во лето температурите ќе бидат високи. Ме поздрави на поминување. Јас би сакала сега вие овие реченици, откако ќе ги препишете во вашите тетрадки, да ги подвлечете прироците и да кажете кој збор од овие овде е прирок во реченицата, а потоа да определите за каква реченица станува збор. Доколку тоа сте го направиле, вие треба да го добиете следниот резултат. Предстемнување, пешачам по патеката. Пешачам е прирок во реченицата и означен е со црвени букви. Во лето температурите ќе бидат високи е прирок во втората реченица и поздрави е прирок во третата реченица, ме поздрави на поминување. Според она што го видовме, сите реченици имаат по еден прирок, значи станува збор за какви реченици? Така е, овие се прости реченици. Покрај другите зборови реченицата, овде забележуваме приложки определби за време. Тие се предстемнување, во лето и напоминување. Тие се јасно означени со задебелени букви и сега би сакала да ви дадам една друга задача. Вие да се обидете овие приложки определби да ги представите како прости реченици и да ги изразите со прирок, со глава. Предстемнување, во лето и напоминување, да ги изразите со главу и да направите овие прости реченици. Доколку се обидовте и успеавте во тоа, треба да добиете некако вако Божен одговор. Пред да се стемни, пешачам по патеката. Кога ќе дојде лето, температурите ќе бидат повисоки. Ме поздрави кога поминуваш. Сега добивме временски зависно сложени реченици. Овде јасно ученици се гледа дека речениците се сложени затоа што прироците се обележени со црвени букви и во сите реченици има најмалку по 2 природа. Значи, ова се временски зависно сложени реченици. Што означуваат временските зависно сложени реченици? Тие го означуваат времето кога се вршило дејството. Ако би ги дефинирале, тогаш би ја добиле следната дефиниција. Временски зависно сложени реченици се оние во кои зависната реченица го покажува времето кое се вршило дејството во главната реченица. Еве сега да разгледаме повеќе примери. Отидов кај другар ми, откако ми се јави. Гледав долго во езерото, додека полево доаѓаше сонце. Току-што влегов, ми дојдоа гости. Знаев дека си ти, штом задзвони телефонот. Задосни, дури се спрема. Ако поставиме на прашањето кога, како прашање за вршење на во кое време се врши дејството, веднаш ќе ги добиеме следните одговори. Кога отидов кај другар? Откако ми се јави. Кога гледав долго во езерото, додека полека заоѓаше сонцето. Кога ми дојдоа гости, току-што влегов. Кога знаев дека си ти, штом зазвони телефонот. И кога задосни, дури се спрема. Значи, сега јасно ги гледаме подвлечени двата прирока
гледаме јасно дека се тоа сложени реченици, бидејќи зависните го покажуваат времето во кое се врши дејството, ова се временски зависно сложени реченици. Овие примери може да ги препишете во вашите тетрадки за да имате повеќе примери кога ќе треба повторно да повторите или да учите за проверка на знаење. Како и сите други зависно сложени реченици, и тие имаат своји сврзувачки средства. Сврзувачки средства во овие реченици се кога, штом, штотуку, туку-што, откако, откога, пред да, дури, дури да, додека, додека да. Сега ќе ви дадам една задача. Веднаш да употребите 3 сврзници, онака по случаен избор, тоа што ќе ви биде најлесно, најдобро да составите временска зависно сложена реченица. Ако тоа веќе го направивте, можниот одговори може да изгледат вака. Јави ми се пред да дојдеш. Штом ќе влезеш, вклучи го компјутер. Кога ќе се видите, договорете се веднаш. Временските реченици може да покажуваат различно време, односно дејства кои што се одвиваат на различен начин во различно време. Може да покажуваат дејства кои што се одвиваат во моментот. Штом влезе во собата, го вклучи телевизорот. Дејства кои се одвиваат првин во зависната реченица. Седнав да јадам откако подготвив ручек. Дејства кои се одвиваат првин во главната реченица. Се најавив пред да ги посетам. Може да покажуваат исто така и истовремени дејства. Запишував, дури предаваше наставникот. Исто така, како и во другите зависно сложени реченици, и овде правилото е јасно. Во нормален ред, кога реченицата доаѓа прво главна па зависна реченица, не се пишува запирка, освен во некои случаи кога треба да се вметнат повеќе зависни реченици и вметнати реченици, така натаму. Или во обратен ред, кога во реченична инверзија, тогаш секогаш пишуваме запирка. Во нормален ред имаме седнаа веднаш кога влегоа внатре. Ако биде тоа во реченична инверзија, тогаш ќе изгледа вака. Кога влегоа внатре, седнаа веднаш. Сега ќе ги провериме знаењата што научивме на часот и докаде сме со она што го запомнивме од ова што претходно јас ви го објаснив. Првата вежба ќе биде, прво ќе ви ги презентирам вежбите, а потоа ќе ги добиеме и резултатите. Ќе треба да ги решите сами. Која од речениците е временска? Овде имаме 4 реченици, не се сите временски, вие треба според сврзникот и според она што го покажува зависната реченица да ја одредите зависната временска реченица. Отиде на пазар да купи јаболка. Дури врнеше дожд, се засолнивме под стрејата. Направи план пред да почне да работи. Мислеше дека е во право. Ученици, убаво разгледајте ги, прочитајте ги, а потоа препишете ги временските реченици во вашата тетрадка. Продолжуваме со вежба 2. Стави соодветен сврзник во речениците. Внимателно слушаа, празно место, тој зборуваше. Јане го повика Иван, сврзник, се врати од училиште. Даница и Мерима ме поздравија, празно место, поминаа покрај нашата куќа. И третата вежба, приложките определби претвори ги во временски реченици. На враќање помина во родното село. На есен птиците се заминуваат. Ке се дружиме после часовите.
Ако ги решивте вежбите, може сега да ги провериме и точните можни одговори кои треба да изгледат вака. Подброј 1 вежба. Временски реченици се под Б и под В. Дури врнеше дожд, се засолнихме под стрејата. Направи план пред да почне да работи. Вежба 2 може да ги употребите сврзниците дури, откако, кога. И вежба 3, кога се враќаа, поминаа во родното село. Штом ќе дојде есен, птиците си заминуваат. Ке се дружиме, откако ќе завршат часовите. Кој не ги има одговорено точно задачите, може да ги земе предвид овие точни одговори. Што научивме на овој час? Научив дека временската зависна реченица го покажува времето кога се вршило действото во главната реченица. Препознавам временска реченица. Знам со кои сврзници се образуваат. Знам да образувам ваков тип реченици и да ги користам во пишување. Ако од овие сите 5 услови вие одговорите на повеќе, значи дека вие сте усвоиле нашата денешна наставна единица. Доколку нешто од ова недостасува, треба да се навратите назад и да го научите да го повторите. За домашни активности од текстот вашите читанки сакам да пронајдете 5 временски реченици, ќе ги препишете во своите тетрадки, потоа ќе ја подвлечете зависната реченица, а потоа ќе ги препишете во реченична инверзија. Ви посакувам добра работа. Тоа беше се за денеска. Ви благодарам, се гледаме во наредна прилика.